Ви посакувам топло добре дојде и ова неделно утро во уште едни нови 30 урбани минути. Останете тук, почнува новото издание на емисијата Урбан Блока и ве што ќе гледате во него. Во новиот Урбан Блок ви откриваме како да го подобрите квалитетот на живот, какви очила за сонце ќе бидат модерни во 2025 и што велат миланските модни трендови. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. Кога станува збор за квалитетен живот, секојдневно слушаме како тоа треба да примениме здрави навики, да се храниме здраво, да бидеме физички активни и ред други работи. Но дали е само тоа доволно? На оваа тема разговаравме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит, а еве што велат тие. Во денешниот брз и турбулентен начин на живот, сите ние се соочуваме со проблемот и потребата да го подобриме квалитетот на живот. Наоѓаме многу начини како да го направиме животот полесен и поубав за живење. Еден од начините ни го откриваат и нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Со вас поделуваме во продолжение. Кога станува збор за квалитет на живот, тоа сега зборевме за болувања, за болести, да ги кажеме еден неубави теми, но убава порака дека се третираат и се излекуваат, се решаваат. Ќе кажам на кратко, на назад. Значи, нашите професори, односно рековме пред малку дека ние сме веќе четврта генерација што го напредува оваа техника или ова наука, првенствено настанува како проект од дел на така наречена вселенска медицина, односно за одржување на здравјето на веќе здрави луѓе. Така да таа интересна тема што би отвориле, денеска имаме ние многу големи можности за квалитет и квантитет на живот, односно напредување на здравјето. Значи не само враќање на веќе изгубеното здравје, него задржување, може да кажеме минимум, и унапредување, односно подобрување. Таа е таа тема што е многу исто интересна, каде што би можеле да се стават спортисти или луѓе кои што сакаат да си го одржат и унапредат здравјето, или едноставно луѓе кои што водат една хигиена или имаат една навика на одржување на здравјето. Така да тоа е многу интересно. Тука може за спорт да поразговараме конкретно. На основа од искуството што го имаме ние до сега, направивме една посебна програма за спортисти, каде што успеваме кај тие луѓе да го достигнеме оптимумот на функција на организмот. Значи секој спортиста може да се каже дека е здрав, но нема заболување, но има уште повеќе можност кај него да се делува, односно да се доведат органите во на така наречено fine tuning, на англиски што се вика, тоа е во идеална функција да работат, а нус појавата е тоа, они имаат подобра издржливост, подобра стамина, побрзо да се регенерираат после физички напор. Така да тоа мислам интересна тема. Што е многу важно? Многу е важно да самите реагираме навремено, да си го подобриме здравјето и телото пред да се појават здравствените проблеми. Ние како луѓе, доколку нешто не боли, реално не реагираме или пиеме суплементи со што сметаме дека сме покриени. Меѓутоа, многу е подобро доколку здрав човек дојде, си направи диагностика, навремено се открие каде имаме отстапка и каква, и ако ги коригираме тие отстапки, неговиот квалитет на живот значително ќе се подобри. Начинот на кој што живееме, брзиот начин, стресот, храната, комуникација со други луѓе, гледаме дека се е така некако поотежнато, социјалните моменти се променети, начинот на живот е променет. Затоа и се наметнува темпото на живот, бара да ние се одржуваме во рамките на спиење или селективна исхрана или суплементи. Така да овој дел е баш интересен за тоа. И е многу важно и е многу подобро да реагираме додека сме помлади, без некаков здравствен проблем, за да направиме регенерација на сите органи и враќање во нормала, отколку да си го препишаме тоа на годините, да чекаме да се појават одредени проблеми, па потоа да реагираме. Да, годините не се синоним за болест. Староста може да биде и како апсолутно функционална. Имаме еден професор кој што оди на маратони 15 км. Да, баш напротив се зголемува во староста издржливоста, а се намалува експлозивноста.
Модните трендови во Милано за 2025 година се навистина разновидни, а како сите тие да ги примените во совршен стајлинг ви откриваме во следните неколку минути. Милано останува епицентарот на софистицираниот и внимателен стил, а италијанките во 2025 година продолжуваат да поставуваат модни трендови со леснотија и елеганција. Нивниот стил комбинира класични силуети со модерни детали, одразувајќи рамнотежата помеѓу традицијата и иновативноста. Долги здолништа, структурирани блейзери со топли кафени тонови и лелеави кошули доминираат оваа година, често комбинирани со иконски аксесуари како чанти од кожа. Италијанките знаат да стават неочекуван пресврт на класичните парчиња, додавајќи впечатливи патики во светли бои на елегантните палта или комбинирајќи ретро чевли со модерни предимензионирани парчиња. Нивната мода не е само одраз на трендовите, туку и на културата. Секоја облека е внимателно обсмислена, а квалитетот доминира во минливите хитови. На тој начин, уличниот стил на Милано продолжува да го инспирира целиот свет, правејќи ги италијанските модни икони незаменливи модели на глобалната модна сцена. Италијанската модна сцена е позната по својата софистицираност и безвременски стил. Во Милано, главниот град на модата, моментално доминираат неколку клучни трендови, кои ги освојуваат улиците и модните писти. Долгите здолништа во А линија се враќаат на големо, комбинирајќи елеганцијата и удобноста. Тие често се носат со блейзери со балетанки, создавајќи класичен изглед кој потсетува на естетиката на Миуча Прада. Миланските трендови во 2025 година велат кафен блейзер и неутрални тонови, особено кафената, доминира кога се во прашање блейзерите. Без разлика дали се работи за кадифе или волна, овие парчиња додаваат допир на софистицираност на секоја облека. Велур чантите станаа незаменлив моден детај, особено во текот на есенските и зимските месеци. Нивната текстура и богатите бои придонесуваат за луксузен изглед, без разлика дали се за секојдневни или за повеќе свечени прилики. За оние кои сакаат да додадат допир на живост во својот стил, шарените патики се вистински избор. Моделите како Adidas Gazelle се особено популарни, додавајќи динамика и енергија во секојдневните комбинации. Иако италијанците ретко посегнуваат по Тексас, кога тоа го прават, избираат широки фармерки кои ги комбинираат со балетанки или елегантни подпетици. Оваа комбинација обезбедува баланс помеѓу лежерен и софистициран изглед. Овие трендови потврдуваат дека миланците вешто ги комбинираат класичните парчиња со модерните детали, создавајќи уникатен и препознатлив стил. А додека сме се уште на тема мода и трендови, во следните неколку минути ви ги откриваме очилата за сонце кои ќе бидат тренди во предстојната сезона. Осмислените додатоци ја прават суптилната разлика помеѓу секојдневното носење и незаборавните стилови. А кога станува збор за ултимативните аксесуари за топлиот дел од модната сезона, пролет и лето, нашиот облок е на очила за сонце. Тие се разновидни, функционални, го подобруваат целиот изглед и модата и убавината. Кога станува збор за очила за сонце, кои се трендовите за 2025 година? Во 2025 дизајнот на очилата за сонце ќе се фокусира на комбинација на футуристички стил и ретро инспирација. Големите предимензионални рамки се очекува да бидат доминантни, но во пософистицирани геометриски форми кои покриваат поголем дел од лицето. Ваквите рамки често ќе бидат во минималистички линии, со акцент на едноставноста и елеганцијата, додека футуристичките елементи ќе додадат допир на модерната технологија. Транспарентните рамки, особено во пастелни тонови, ќе станат популарни, нудејќи лесен и освежувачки изглед. Ретро облиците како авијатичари и очила со мачкини очи ќе се вратат во ново, подобрено издание, со модерни детали како комбинации на материјали и необични завршетоци, како што се мат метални рамки. Кои се најмодерните очила за сонце за 2025 година? За почеток рамки од 90-тите. Во текот на 2025 година продолжува оживувањето на модата од 90-тите. Размислете за помали, овални или правоаголни рамки. Моделите од 90-тите се вратија, но со забавен пресврт. Познатите личности како Кендал Дженер и Бела Хадид го вградија овој тренд во нивниот изглед, надвор од должност. Вистина е дека шаблонот со школки од жилка никогаш не излегува од мода, но оваа година има навистина голем моден момент.
од мачкини очи до правоаголници. Навистина не можете да погрешите со очилата за сонце со животински принт. Атлетскиот шик е еден истакнат тренд на очила за сонце во моментов, со голем акцент на дизајните кои се апсолутно направени за уличен стил. Каја Гербер е само една икона на модниот стил, која се радува на овој изглед. Обоено стакло помина низ различни бранови на популарноста низ децениите, а 2025 година повторно е нивна ера. Од сите нијанси на жолта до розова, виолетова, портокалова, прозирните очила во боја се изјава на моден додаток. Без разлика дали се обидувате да ги прикриете темните кругови околу очите или едноставно сакате добра крема за сончење, големите рамки во стилот на 2000-тите се враќаат во стил. Од друга страна на спектарот се микрорамките, кои се подеднакво популарни оваа година. Не треба да изненадува што овалните очила за сонце се тука и да останат. Ако првпат носите необична форма, предлагаме да изберете неутрална нијанса како црна, чоколадно-кафена. Трендовите за 2025 година вклучуваат и футуристички очила за сонце. Носејќи атмосферата на Матрикс, денес тие се измешани со ретро референци. Будимпешта е главниот град на Република Унгарија и е главен економски, политички, културен, транспортен, индустријски и трговски центар на земјата. Градот се развил на двата брега на реката Дунав и е создаден со спојување на Буда, на десниот брег, и Пешта, левиот брег на најпознатата европска река. Интересен е фактот дека на својот тек низ Европа, Дунав тече низ 4 големи градови. Будимпешта е трета престолнина по ред што се развила на бреговите на Дунав, по Виена и Братислава, додека е низводно на незините брегови лоцирани во Белград. Будимпешта има развиен јавен транспортен систем, така што можете да се возите низ градот на еден од 4 метролинии, трамваи, градски автобуси и тролејбуси. Можно е купување на еднодневен, 3-дневен или 7-дневен билет, како и групни билети со попуст. Будимпешта е се повеќе популарна викенд дестинација за домашните туристи. Овој фасцинантен град треба да се посети од многу причини, а се поставува прашањето дали навистина се доволни 2 до 3 дена за да се запознае овој град во целост. Главниот град на Унгарската империја е еден од двата најважни града во Австро-Унгарската монархија. Има бројни знаменитости и споменици. Еве што да видите тука и зошто да ја посетите за да организирате обиколка на главниот град на Унгарија. Будимпешта е град со бурна историја, полн со прекрасна архитектура и важни историски и културни споменици. Град на лековити извори и добро организирани бањи, паркови, шеталишта. Град кој целосно ја искористил својата извонредна позиција на двата брега на Дунав. Прв на листата е парламентот. Парламентот е изграден во неоготски стил, а неоренесансната купола придонесе за неговиот препознатлив изглед. Посебната убавина на парламентот ја дава неговата извонредна положба на левиот брег на Дунав, веднаш до реката, така што е можно да се ужива во погледот на парламентот при преминување на еден од мостовите или за време на возење со бродот на Дунав. Булеварот Андраси, познат како Авенија на културата, поради големиот број на културни знаменитости лоцирани покрај булеварот, од кој напозната е операта, е еден од најстарите булевари во овој град. Тоа води до плоштадот на Херојот, еден од главните плоштади во градот, кој заедно со булеварот е дел од светското културно наследство. Во централниот дел на плоштадот се наоѓа споменикот на милениумот со статуи од 7 племенски водачи, кои ја основале Унгарија. Има и статуи на други значајни личности од унгарската историја, а централниот дел на плоштадот го зазема Коринската колона висока 36 метри, на чиј врв се наоѓа статуата на Архангел Гаврил. Како дел од плоштадот на хероите од неговите страни се наоѓаат и два значајни музеи. Музејот на ликовните уметности и Музејот на современата уметност, а во непосредна близина и зоолошката градина и главниот градски парк. Замокот Вајда Хунџат, кој е реплика на романските замоци, е многу интересна атракција. Овој објект всушност не бил изграден во минатото,
туку бил изграден од картон и штици за време на прославата на милениумот на почетокот на минатиот век. Но поради интересниот изглед на барање на жителите на Будимпешта, одлучено е замокот треба да биде целосно изграден. Бреговите на Дунав на кој е изградена Будимпешта ги поврзуваат голем број мостови, а најубав, најпознат и највреден е мостот на Синџирот Сечини. Овој мост го представува првиот постојан премин преку Дунав во Будимпешта и беше многу важен за обединување на Буда и Пешта. Мостот е украсен со камени скулптури на лавови кои символично го штитат. Кога ќе го поминете Синџирниот мост од Пешта до Буда, жичарницата ве носи до тврдината Буда и да ги посетите кралскиот замок Буда и рибарскиот бастион. Тврдината Буда го представува стариот град, кој бил главен стратешки центар во минатото. Во текот на својата бурна историја, тврдината Буда била освојувана и ослободена 30 пати, а на јужниот крај на Ридот бил изграден кралски замок, во кој денес е сместен историскиот музеј на Будимпешта, Националната галерија на Унгарија и Националната библиотека Сечини. Незаменлива точка во областа на унгарската престолнина е Ридот Гелерт, кој нуди извонреден панорамски поглед на градот. Буда и Пешта се гледаат како на дланка, Дунав што се протега меѓу нив и мостовите што го поврзуваат. На врвот на Ридот Гелерт се наоѓа една од најпрепознатливите статуи на Будимпешта, споменикот на слободата, женска фигура која држи палма гранка, символ на победата. Овој споменик е подигнат во спомен на советските трупи кои загинаа за време на ослободувањето на Унгарија во 1945 година. За магично искуство на Будимпешта неизбежно е да се посети и магичниот остров, кој се наоѓа помеѓу Буда и Пешта, на Дунав и е долг 2,5 километри. Островот е најпознатото рекреативно подрачје во Будимпешта, со многу паркови, градени и туристички атракции како што се музичка фонтана и водена кула, мала јапонска градина со термално езерце, зоолошка градина и екзотични водопади. Додека посетата на Будимпешта не мора да биде исклучително културна, туку и рекреативно лековита, докажуваат и фактот дека Будимпешта е познат како град со голем број лековити, термални и минерални извори, со голем број добро организирани бањи. Еден од напознатите е термалната бања Сеченџи, кој е комплекс од 21 базен и денес е модерен спа и велнес центар. Многу туристи и светски патници сакаат да кажат дека Будимпешта е неисцрпна дестинација, бидејќи без разлика колку пати сте ја посетиле, секогаш можете да најдете нешто што не сте виделе, место кое не сте го посетиле или авантура во која не сте се впуштиле. Затоа ви предлагаме веднаш да ја посетите, бидејќи ќе ви треба време да ги откриете сите нејзини убавини и верувајте ни на зборот, дефинитивно повторно ќе се вратите. Велат дека што меднаш ќе ги пробате холандските стоп-вафли, никогаш повеќе нема да посакате да пробате друг тип на вафли. Овој неодолив десерт за многумина представува врв на кулинарските деликатеси, а посетата на Холандија не може да пројде без дегустација на еден од најпознатите рецепти. Секако ако немате можност да ја посетите Холандија, тогаш можете сами да си ги направите овие вкусни вафли и да ја доближите холандската кујна поблиску до вашиот дом. Потребни состојки за подготовка на овој десерт се 500 грама брашно, 250 грама стопен путер, 150 грама шеќер, 2 кесички сув квасец, 60 мл топло млеко, 1 јајце, половина шолја мед, 200 грама кафеав шеќер, 50 грама путер и 1 лажичка цимет. А еве и како треба да го подготвите.
Во голем пластичен сад помешајте ги брашното, стопениот путер, сувиот квасец, шеќерот, млекото и јајцето. Кога тестото ќе стане прегусто за мешање, ставете ја смесата на рамна површина и продолжете да го месите тестото. Оставете го настрана да отстои 45 минути. За тоа време вие можете да го подготвувате филот. Во мало тенџере загрејте го медот и кафениот шеќер, 50 грама путер и циметот. На средна температура полека загревајте ја смесата и кога состојките ќе се соединат, тргнете го тенџерето од оган и оставете да се излади смесата. Во апарат за вафли или тостер со калапи ставете го тестото и печете додека не добие златно-жолтеникава боја. Потребни ќе ви бидат од прилика 20 на минути. Извадете ги од тостерот и премачкајте ги со филот. Оставете ги малку да се оладат и уживајте во нив. Добар апетит! Со ова го завршуваме нашето денешно 30-минутно дружење и сигурни сме дека и овој пат останавте со нас до самиот крај. Доколку не пропуштивте или пак можеби сакате да се подсетите на нешто, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно точно за 7 дена, а до тогаш не заборавајте да бидете урбани.